Во нашата програма, почитувани, ќе најдете многу проекти. Имаме 2046 на број. Голем дел од нив се однесуваат на третата изборна единица, на источниот дел на Македонија. Со нашата програма сегашна и со нашиот отчет за тоа што сме го направиле, покажавме дека оваа влада е првата влада која што не ја заборава Источна Македонија, која што се грижи Источна Македонија да оди напред, да се унапредува животот, да се гради инфраструктурата. Во нашата програма има проекти за изградба на автопатишта, но посебно ми е драго што оваа влада го започна и ќе го изгради автопатот кон Источна Македонија, од Скопје преку Свети Николе за Штип, потоа експресен пат до Кочани и експресен пат до Радовиш и комплетна реконструкција од Кочани преку Македонска Каменица до Делчево. Тоа е грижата за нашите граѓани, тоа е овозможување на подобри услови за функционирање. Во нашата програма има и други проекти од други области, како што се во делот на образованието, проектот за набавка на 300.000 таблет компјутери за секој еден ученик во основно и во средно образование да добие таблет компјутер со тастатура, за нашите ученици да бидат целосно во тек со современите информатички технологии. Во здравството имаме 79 проекти, меѓу кои два најкапитални: проектот за изградба на клиничката болница во Штип и проектот за изградба на клиничкиот центар во Скопје. Во делот на земјоделието имаме многу проекти, но најважна е поддршката што оваа влада ја дава за земјоделците, субвенциите. Само во Свети Николе, само во оваа подрачна единица на Министерството, во периодот од 2006 до денеска се исплатени 20 милиони евра субвенции за македонските земјоделци. Тоа е 4 пати повеќе од вкупниот износ што СДСМ го дал за цела Македонија во својата историја. Тоа е голема разлика. Има разлика, ќе се согласите. Заокружи број 5 и гласај за Никола Тодоров, носител на изборна единица 3. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.